Зголемениот број туристи на Шарпланина изминативе години поради пандемијата ја наметна потребата за нивна поголема информираност, но и за едукација како да се зачува природата. Планинарскиот клуб Љуботен, кој беше вклучен во активностите за прогласување на ова подрачје за национален парк, отвори канцеларија во Тетово, во која граѓаните можат да ги добијат сите потребни информации за Шарпланина. Идејата е да ги сплоти сите засегнати страни кои што делуваат на регионот на Шара, сместувачки капацитети, планинарски клубови, здруженија, сите оние кои што функционираат на регионот на Шара, луѓе кои што нудат услуги од водички услуги, угостителски услуги, транспортни услуги, ракотворби кои прават, значи сите оние да ги сплотиме на едно место и сите оние нивни информации кои што ги имаат, дали за сместување, дали патеката е ваква или таква, има водич или нема, транспорт има или нема, сите оние информации да бидат на едно место. И од тука, преку официјална веб страна, преку информација, преку вработениот кој што ќе биде тука, да се даваат на туристите кои што се надо. Значи, тоа е главната цел на овој инфоцентар. И секако, нормално, имаме дел кој што е, ајде да кажем, за сувенири. Секој туриста кој што ќе дојде да може да купи дел од сувенирите и да има, нели, успомен од Шара. Потребата за еден ваков инфоцентар беше голема, бидејќи многу години наназад клубот Љуботен постојано како една отворена канцеларија во текот на денот служеше за давање на основни информации за планината. Секако со новиот национален парк би требало поголем представителен инфоцентар кој што ќе содржи податоци и за флората, и за фауната, и за други туристички понуди да има, да се отвори, значи во годините кои што доаѓаат. Меѓутоа, овој инфоцентар може да биде само поддршка на официјалниот инфоцентар на националниот парк и можеби и да се направи зошто да не мрежа на вакви инфоцентри кои што ќе бидат на некој начин место каде што секој, без разлика дали е домашен или странски турист, ќе добива информација, дали е тоа за планинарење, дали е за сместување, дали е за локална храна или пак за биодиверзитетот на Шара. Едноставно, ваквите места на вистина се потребни за Шарпланина, а ова е еден убав, скромен почеток за да се развива туризмот на Шара. Агенциите кои нудат туристички услуги сметаат дека неопходно е да се промовира Шарпланина преку цела година, а не само во зимскиот период. Многу видливо дека освен во зимскиот период, кога Шара е многу посетена, посебно Попова шапка како ски центар, останатиот период од годината таа не е доволно посетена. Така да посебно мораме да работиме на тие на 4 сезонскиот туризам, на периодот пролет, лето и есен. Така да сметам дека тука многу можеме да окренеме нивото на свест. Во последнава година, нели, со короната, ние бевме многу присутни горе, бидејќи луѓето не може да патуваат надвор, се повеќе и повеќе почнаа да разбираат што имаме во Македонија. Многу позитивни беа впечатоците од тоа што го нуди планината за планинарење, велосипедизам, јавање коњи, дегустација на сирење или едноставно пикник, но можеме многу повеќе да работиме на тоа. Дел од планираните активности на инфоцентарот се едукативни посети на основци, предавања и работилници, насочени кон заштита на животната средина и воопшто вредностите на Шарпланина.